من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Во името на Аллах Тебареке ве Теала, Всевишниот Створител, милостивиот, доброчинителот. Само на Аллах Тебареке ве Теала му припаѓа сета хвала. Само на Аллах Тебареке ве Теала му припаѓа сета благодарност. Само тој е тој кој што ствара, само тој е тој кој што не обскрбува. На Аллах Тебареке ве Теала му сме неизмерно благодарни што нас не створи во најубава форма. На Аллах Аззе ва Џел само го обожаваме и само од него помош бараме. На Аллах Тебареке ве Теала му се заблагодаруваме што не створи во најубава форма и не ни овозможи да бидеме родени како верници и да живееме како верници. И од Аллах Тебареке ве Теала бараме, му се молиме да ни овозможи до крајот на нашиот живот да живееме како верници, да го исполниме нашиот живот со добри дела и на крајот да го предадеме последниот здив, еманетот со зборовите Ешхаду ан ла илаха илла Аллах ва ешхаду анна Мухаммадан Расулуллах, што значи дека ние сведочиме со срце, со јазик, со дела дека нема друг Бог кој што заслужува да се обожава, освен Аллах Тебареке ва Теала, и кој што е еден единствен и без ортак, без другар, рамен на него, и дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем е негов искрен роб и негов пратеник, Божји пратеник, последен во низата на пејгамберството, печат на сите веровесници. Вика Аллах Тебареке ве Теала во Куранот: овие луѓе, имајте страхопочит спрема вашиот Господар, кој што вас ве створи од еден човек, а од него неговата жена, и од овој чифт ги створи многу, ги се размножи многу мажи и жени. Имајте страхопочит спрема Аллах, со чие име вие се колнете, бидејќи тој е тој кој што нонстоп над вас бдее, тој е нонстоп кој што вас ве надгледува. И вие верници имајте страхопочит спрема Аллах Тебареке ве Теала. Вистинска страхопочит, онака како што тој ја заслужува. И немојте никако поинаку да умрете, освен како верници. И вие верници имајте страхопочит спрема Аллах Тебареке ве Теала и зборувајте само добри зборови, затоа што тој ви возможува да правите добри дела и ќе ви ги опрости вашите гревови. А кој на Аллах и на неговиот пратеник, на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, му се подчинил, тој ја достигнал, тој ја постигнал најголемата победа, тој ја постигнал, го постигнал највредното нешто, а тоа е рахметот од Аллах Аззе ва Џел и влезот со негов рахмет во рајските градини во џеннетот, иша Аллах. Ова е трети дерс, ова е трето предавање кое што го продолжуваме за Божите пратеници. Ние кажавме на првиот дерс од почетокот дека Аллах Тебареке ве Теала го створи Адема како прв човек и од него Хава, и оној ајет, оној стих што на почетокот стално го кажуваме, од овие двајца се размножија многу мажи и жени. Од овие луѓе после тоа Аллах Тебареке ве Теала избра посебни
луѓе кои што ќе бидат негови пратеници, кои што ќе бидат негови веровесници, и сите тие ќе идат еден по еден, преку Идрис, преку Нух, преку Муса, преку Иса и така натаму, и ќе завршат со Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Сите тие веровесници, сите тие Божји пратеници, се луѓе кои што на Аллах тебареке ва теала му се најмили, а најмил помеѓу сите нив му е Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. И покрај тоа, Аллах тебареке ва теала во Куранот кажува дека сите тие Божји пратеници се со една цел, со една мисија, и Аллах тебареке ва теала не прави разлика меѓу нив. Сите се исти, сите се пратени од Аллах, од еден единствениот Господар, кој што нив ги избрал да бидат Божји пратеници. Понатаму во вториот дерс, во второто предавање кажувавме за стварањето на Адема, за стварањето на Хава и за некои случки со, значи, нели, со Иблисот, со Сотоната, кој што ги наговори да, нели, да пробаат од забранетото дрво, од овошјата од забранетото дрво, и така со тоа Аллах тебареке ва теала, тоа беше, значи, себеб, тоа беше причина поради што Аллах тебареке ва теала ги избрка сите од џеннетот и ги остави да живеат на земјата до судниот ден, а за сето тоа време додека живеат на судниот ден ќе бидат непријатели еден спрема друг. На денешново предавање би иднилlah, со Аллахова дозвола, ние ќе се запознаеме со неколку хадиси, значи преданија од Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, кои што се поврзани со стварањето на Адема алейхи селам. Па така запишано е во Сахихул Бухари. Се пренесува од Ебу Хурейре ради Аллаху таала анху, дека го слушнал на Божјиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем како вели дека Аллах го создаде Адема со неговата рака и тој беше 60 аршини. Аллах го создаде Адема со неговата рака и тој беше во должина 60 аршини. Откако го создаде, тогаш му рече: о Адеме, оди и да им селам, поздрави ги на сите мелеци, на сите анџели, и добро запамти како тие ќе ти возвратат, пошто тоа ќе биде твој поздрав и поздрав на сите твои потомци. Тогаш Адем на мелеците, на анџелите им се обрати и им рече: селам алейкум, нека е поздрав, нека е спас, нека е селам на вас. А мелеците му вратија: алейкум селам ва рахметуллахи ва баракатух. И нека е на тебе селам, нека е спас на тебе и нека е Божјиот рахмет и беричет и благослов на тебе, о Адеме. Значи, тоа е според овој хадис, кој што рековме е запишан во Сахихул Бухари, е хадисус сахи, е вистински веродостоен, аутентичен хадис. Според овој хадис, прво и основно што може да разбереме дека Адем алейхи селам бил 60 аршини висок. Колку се тие 60 аршини? Колку за објаснување се потрудив и најдов на интернет што е аршин. Аршин е стара мерка за должина, која што одамна е напуштена, не е више во користење. Иначе има различни извори кои што кажуваат колку е тој аршин, ама сите тие горе-долу се исти. Во некој извор се кажува дека еден аршин е од 65 до 75 сантиметри. Од 65 до 70 сантиметри е еден аршин. Во други извори, тоа е најверојатно најточна верзија, дека еден аршин бил 71 сантиметар. Еден аршин 71 сантиметар. 60 аршини, тоа се 4200 сантиметри, односно 42 метри. Аллаху екбер. Аллаху екбер. Тоа е должината на Адем алейхи селам. 40 и нешто метри бил висок. И рекол Мухаммед саллаллаху алейхи васелем во продолжение на овој хадис: сите оние кои што ќе влезат во џеннетот, во рајот, ќе бидат по форма на Адем алейхи селам, со истата величина. Со тоа што луѓето додека живеат на земјата, од Адема па натаму постепено ќе се смалуваат. Од Адем па натаму постепено ќе се смалуваат. Дека тоа е така, исто така Мухаммед саллаллаху алейхи васелем во Сахихул Бухари се пренесува веродостојна предаја дека рекол: од Адема, кој што бил 60 аршини, луѓето постепено се смалуваат до мое време.
До мое време се однесува, кој го кажува хадисот? Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Значи, до времето на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, луѓето постепено се смалувале до оваа висина. Значи, Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, неговата генерација и навамо, луѓето горе-долу се, значи, константни со оваа висина просечна, која што за нас е просечна, ама пред Мухамед саллаллаху алейхи ве селем биле повисоки, до Адема, кој што бил 60 аршини висина. 60 аршини висина. Потакви ќе бидат, исто такви ќе бидат, кога луѓето ќе бидат проживеани повторно и кога ќе влезат во дженнет, во рај, или во джехеннем, во пекол. Било да се влезени во рајот, било да влезат во пеколот, ќе бидат со форма, со облик, со величината на Адем алейхи селам. Има и други, значи, веродостојни, многу други веродостојни преданија дека Адем алейхи селам навистина бил, значи, сето тоа го потврдува дека Адем алейхи селам бил со висина од 60 аршини. Понатаму се пренесува дека Аллах тебареке ве теала, кога одлучил да го создаде на Адема алейхи селам, зел земја, нели? Тоа го кажавме во последните две предавања, во последните два дерсови. Она што не го кажавме и што се разбира од некои хадиси, од некои предаи на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, дека Аллах тебареке ве теала зел различни видови на земја. Значи не од едно место, една земја, еден вид на земја, туку различни видови на земја. И затоа има различни луѓе со различна боја, со различни карактери. Аллах аззаваџел зел различни видови на земја и на оваа земја после тоа додал вода, стварајќи устоа кал, глина. Кога ја створил Аллах тебареке ве теала оваа смеса и кога ја дал формата на Адема алейхи селам, тогаш Аллах тебареке ве теала го оставил ова створење вака, само од кал и во дадена форма, го оставил определено време. Во некои предаи е запишано дека тоа време било 40 години. Со тоа што 40 години не се исти како нашите 40 години. Аллаху алем колкаво време е тоа, ако ја земеме во предвид нели релативноста на времето. Како и да е, еден долг, еден определен период Аллах тебареке ве теала оставил таа кал да се исуши. И дека навистина човекот е створен од сува кал, докажуваат Аллаховите зборови во поглавието Рахман, во суре Рахман, во ајетот 14, каде што вика Аллах тебареке ве теала: "Халакал инсан мин салсал." Го створи Аллах тебареке ве теала човекот од салсал, арапски салсал. Што значи? На арапски зборот салсал има неколку значења. Прво, сува кал. Второ, сува исушена глина. Трето, како оние садови што се од глина, кои што ако лупаат меѓу себе даваат одзвон, одекнуваат, одзвонуваат. Халакал инсан мин салсал кел фахар, како да се глинени садови, како грнчарија. Го создаде Аллах тебареке ве теала Адема од сува исушена кал, од сува исушена глина, како да е грне, како да е грнчарија. И тек после тоа му вдахна од неговиот дух. Додека бил во оваа форма, во форма на суво блато, сува кал, сува глина, Иблисот често пати вртел околу него и бил престрашен од него. Стално вртел околу него и стално се прашувал зашто е створено ова нешто. Што е ова нешто? Што ќе биде ова нешто? Зошто Аллах го створил? Значи, стално околу него се вртел. Уште Адем не е жив. Само е створена формата од земја, од вода, значи од кал, од грчарија, е створен Адем и толку. Се уште не е проживеан Адем алейхи селам, а шејтанот стално вртел околу него престрашен од страв. И има во еден хадис што се пренесува од Ибн Абас, вели, најверојатно ова е нешто многу битно и многу важно за Аллах, пошто решил Аллах аззаваџел да го створи. Многу му било страф од него. Се додека вртејќи околу него, не успел да влезе во него и да излезе од него. Кога е влегол и излегол, видел дека ова е се уште празно. Значи само форма е, само е као глина, као грне нешто, грнчарија.
Кога видел дека е празно, тогаш се обратил на мелеците и рекол: немојте повеќе да се плашите. Ова е само една креација на Аллах тебареке ве таала. Ова е само едно створење на Аллах азза ва џел. И од тогаш вика, од тогаш шејтанот веќе не се плашеше од Адема алейхи селам. Доказ за тоа е во муслимовата збирка, во Сахихул Муслим постои хадис, а исто така и во збирката Муснед на имам Ахмед се пренесува од Енес ради Аллаху таала анху, дека слушнал како Божјиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем рекол: кога Аллах го создаде Адема, го остави онолку време колку што тој сакаше, Аллах азза ва џел, додека Иблисот почна да се врти околу него. Кога Иблисот увиде дека тој е празен, тога свати дека е само креација, само створење, и тогаш веќе почна да не се плаши од него. Значи, тоа е хадис, тоа е предание кое што е записано и во Муснед Ахмед и во Сахихул Муслим, збирката на Муслим. Понатаму исто така од Енес ради Аллаху таала анху се пренесува преку Ибн Абас, дека рекол Божиот пратеник салаллаху алейхи ве селем: кога на Адема му беше вдахнат духот, сега е веќе проживување. Значи, од таа форма на сува кал, сува глина, сега веќе Аллах азза ва џел што му вдахнува, му вдувува дух од себе на ова створење. Тогаш Адем алейхи селам оживува. Моментот кога оживува, во овој хадис од Енес ради Аллаху анху, се вели дека Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва селем рекол, кога бил проживен духот што влегол во Адема, се расширил во неговата глава. Моментот кога се расширил во неговата глава, Адем кивнал. Адем алейхи селам кивнал. Во моментот кога кивнал, првите зборови му рекле: Елхамдулиллахи раббил аламин. Нека е цела хвала, нека е целата благодарност на Господарот на сите светови, на Аллах, Господарот на сите светови. Аллах азза ва џел на тоа му одговорил: Јерхамук Аллах. Нека е милоста, нека е милоста негова од твојот Господар на тебе, о Адем. И така ова значи Мухамед салаллаху алейхи ве селем, од како го кажал овој хадис, па навамо до ден и денеска е остаено како традиција на муслиманите, по традицијата на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Значи суннет е оставено, секој еден кога ќе кивне, да рече елхамдулилlah. Па ти ако си слушнал дека рекол елхамдулилlah, возврати му и рече му јерхамук Аллах, нека ти се смилува Аллах. И да му вратиш: јехдикум Аллах юслих балекум. Значи, ова е првиот случај, значи изворно, зашто кога некој верник ќе кивне треба да рече елхамдулилlah. Затоа што од почетокот, значи Адем, кога му бил вдахнат духот, кога бил проживеан, прво што направил кивнал и рекол елхамдулилlah, нека е целата благодарност на Аллах тебареке ве таала. Понатаму, интересна предаја регистрирана во збирката Суненот на Тирмизи, каде што се пренесува од Ебу Хурейре ради Аллаху таала анху, дека рекол Мухамед салаллаху алейхи ве селем: кога Аллах го создаде Адема, тогаш со неговата рака го протри по неговиот арбет, по неговата кичма. И од неговата кичма излегува сите потомци Адемови. Сите што ќе бидат створени до судниот ден. Тогаш Адем алейхи селам прашал: Господару мој, кои се овие? Ги видел сите своји потомци, сите луѓе до судниот ден. Прашал: кои се овие, Господару мој? Тогаш Аллах тебареке ве таала му рекол: тоа се твоите потомци, Адеме. Тоа се твоите потомци. Тогаш Адем, помеѓу сите нив, видел еден човек со некоја посебна светлина. Видел човек со интересна светлина. И прашал: Господару мој, а кој е овој човек? Тогаш Аллах тебареке ве таала му одговорил: тој е еден од твоите потомци, од подоцнежните поколенија. Името му е Давуд. Името му е Давуд. Тоа е пратеникот за кој што ние покасно чучиме, Давуд алейхи селам. Колку му е определено да живи, ја Аллах, ја Раб, Господару мој? Тогаш Аллах тебареке ве таала му одговорил и му рекол 60 години. А Адем го замолил и рекол: ја Раб,
може ли од мојот живот да земеш и да му додаеш 40 да бидат 100? Можеш ли од мене да земеш од мојот живот и да му додаеш 40? Аллах те бареке ве теала рекол, така нека биде. И во една друга предаја од Мухамед салаллаху алейхи ве селем се кажува дека и покрај тоа што Адем заборавил и занегирал, сепак на Давуда му дал 100 години живот, а на Адема 1000 години живот. Зошто во оваа предаја се вика дека Мухамед салаллаху алейхи ве селем во почетокот вика и покрај тоа што Адем занегира и заборави? Затоа што има други предаи, други хадиси од Мухамед салаллаху алейхи ве селем каде што се пренесува дека после извесен период, значи откако Адем алейхи селам е спуштен на земјата да живее со Хава, нели? Почнал да ги брои годините колку живее. После X години му доаѓа мелекот на смртта. Нели? Анџелот на смртта да му ја земе душата. Му доаѓа моментот на смртта. Тогаш Адем алейхи селам му се обратил и му рекол, си поранил малку. Ги бројам јас годините. Си поранил за 40 години, а јас треба да живам 1000, мене ми е определено 1000 години да живам. Тогаш мелекот му се обратил и му рекол, о Адеме, зарем заборави дека 40 години му ги даде на Давуд алейхи селам. И така во продолжение на хадисот вика, Аллах аззе ве џел се обраќа и вика, човекот заборава. Адем заборави и затоа сите негови потомци забораваат. Човекот заборава. Зато Мухамед салаллаху алейхи ве селем во врска со овој хадис рекол, земете што? Земете сведоци кога нешто се договарате и запишите. Земајте сведоци и запишувајте. Зашто? Затоа што човекот заборава. Затоа што човекот заборава. Заборавил и Адем алейхи селам. Значи, овој хадис што ние го кажавме дека Аллах те бареке ве теала ја протрил неговата кичма. И од неговата кичма излегле сите негови потомци Адемови. Овој хадис е пренесен, како што рековме, од Тирмиди. Тирмиди го оценил како сахи, хасен сахи, значи добар и вистински, односно добар и аутентичен. Инаку Аллах те бареке ве теала зел присега од сите потомци Адемови. Зел ветување, зел присега од сите потомци Адемови. Така запишан е еден хадис кој што ние го имаме кажано во нашите предавања дерсови што ги држевме за судниот ден. Тој хадис е запишан и во Сахихул Бухари, и во Сахихул Муслим. Вика Мухамед салаллаху алейхи ве селем, Аллах аззе џел ќе му се обрати на човекот кој што е во џехеннем, во пеколот, и ќе му рече, кога би била твоја цела земја и све што има на неа, би дал ли све тоа, значи цело тоа богатство да го имаш, цела земја, и све што е на неа, да имаш во твои раце, твое богатство да е. Дали тоа би го дал ти на денот денешен, за да се исплатиш, за да излезеш од овде? Тој што е во пеколот, во џехеннемот, ќе рече, да, ја раб, све би дал. А Аллах аззаваџел ќе му се обрати, ќе му рече, лажеш. Затоа што јас од тебе побарав нешто многу помалко, нешто многу полесно. Додека беше, видите како е хадисот, вика, додека беше во кичмата Адемова, ја од тебе побарав и ти ми вети дека нема мене ортак да ми правиш. Никој на мене равен нема да ми припишуваш, а ти сепак тоа го направи. Значи, хадисот е дека, како? Значи, уште кога беше во кичмата Адемова, се уште додека беше во кичмата, во арбетот на Адема, ти, јас од тебе зедов присега. Со исто вакво значење има забележано вистинска, значи автентична предаја и Имам Ахмед, каде што се вели дека Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем вели: Аллах зеде присега, обеќање, ветување од кичмата Адемова на денот на Арафат. На денот на Арафат зел присега од кичмата Адемова. Тогаш тој вика ги извади сите потомци од неговиот арбет. Ги нареди испред себе и ги праша. Тогаш овде кога вика и ги праша, Мухамед салаллаху алейхи ве селем почнал да ги цитира зборовите од сура Араф 171, 172, 173 ајет, каде што Аллах аззаваџел им се обратил и им рекол: елесту би раббикум, зар не сум јас вашиот господар? Зар не сум јас вашиот господар? Калу бела,
Сите одговорија под еден глас. Сите рекоа, да, навистина ти си нашиот Господар. Сите потврдија дека Аллах аззеджел е нивниот Господар. Шехидна потврдија и плюс посведочија. Значи Аллах аззеджел ги праша, лесту би раббикум, зар не сум јас вашиот Господар? Ти рекоа, калу бела, шехидна, рекоа да и плюс посведочија. Нема друг Бог освен тебе. Ен текулу јаумел кијаме, и зашто све ова? За да не речете вие на судниот ден после тоа дека ние не бевме информирани за ова. Ние за ова ништо не знаевме. Ние не бевме информирани. Значи, зошто Аллах тебареке ва теала зел присега? Зошто Аллах аззеджел ги извадил сите потомци од арбетот на Адем алейхиселам, ги поредил пред себе и ги прашал, кој е ваш Господар? Еден единствен. Зошто ги прашал? Зошто го побарал ова? Зошто зел Аллах аззеджел присега од нив? Зашто? Затоа што никој на никого нема да му биде оставено на судниот ден место, простор да рече, па ја не знаев. Не. Видите оној хадис од претходниот хадис што вика, во джехеннем е веќе влезен. Човек, значи, што работел работи, кои што биле само за джехеннем, само за пеколот. Дали бил неверник, дали правил други забранети работи, тој е во пеколот. Аллах аззеджел што му вика? Му вика, зарем не задовја присега од тебе, дека ти мене равен нема да ми правиш, а сепак ми правиш равен на мене. А сепак ширк ми направи. Сепак ти ортак на мене ми припишуваше. Значи, Аллах тебареке ва теала не информирал и Мухамед салаллаху алейхи салем не информира дека сите потомци Адемови дале присега. И ние сме биле таму. И нашите души биле таму. И нашите души дале присега. Во сите во цела таа сцена тука. Вика сите потомци. Тоа значи и ние сме тука. И мојата душа, и твојата душа. Сите биле тука. И сите дале присега. Сите дале присега, обеќале, ветиле, дека ќе веруваат во еден единствен Аллах тебареке ва теала. И нема на него друштво да му припишуваат. Нема на него ортак, нема на него равен да му припишуваат. Само во еден единствен Господар Аллах тебареке ва теала ќе веруваат. Значи сите тие дале присега и се заколнале дека нема на Аллах тебареке ва теала ширк да му чинат. Кога Аллах аззеджел ги извадил од кичмата Адемова сите негови потомци, Аллах го издигнал малку Адема да ги види сите поубаво. И тогаш вика Адем, во некои предавања се пренесува дека Адем алейхиселам тука видел многу различни луѓе. Некои од нив биле поубави, некои не толку убави. Некои од нив побогати, некои не толку богати, трети сиромашни. И рекол, ја Раб, Господару мој, тие се сите различни. Не ли е можно сите да бидат исти? А на тоа Аллах тебареке ва теала му одговорил, ќе бидам задоволен само да ми бидат благодарни. Значи Аллах аззеджел ги створил со хикмет, со што? Со мудрост разликите меѓу луѓето. Па така вие сите сте сведоци дека има луѓе кои што се можда убави, преубави, ама само фесад на земјата прават, само неред по земјата. Можда се преубави, лепотани, мажи, жени, лепотици, ама само за фитне, само за неред по земјата. Можда не се толку убави, а има од нив кои што се искрени робови Аллахови. Има меѓу нив кои што се богати, ама со нивното богатство само неред по земјата прават. А има луѓе кои што се богати, а со нивното богатство само ја помогаат Аллаховата вера. Има луѓе кои што не се толку богати, можда малку има, со тоа малку ја помага Аллаховата вера. Со тоа малку дава садака, со тоа малку им помага на другите. Има луѓе што имаат многу, стегнати не даваат ништо, не помагаат ништо. Значи, мудроста не е да бидат сите исти, туку мудроста е да бидат сите различни, па со она што го имаат да бидат искушани. Имаш пари, имаш богатство, со тоа си искушан. Како ти ќе го трошиш тоа богатство? Имаш убавина, ќе бидеш искушан. Како ти таа убавина ја трошиш? Или немаш убавина, како ти тоа го користиш? И така натаму, и така натаму.
Меѓу другите, меѓу сите тие луѓе, Адем алейхи селам исто така видел луѓе кои што имале посебна светлина. Луѓе кои што биле со посебна светлина и се пренесува во некој предај, вика, беа како кандили. Кога Адем ги видел со голема светлина околу себе, као кандила, као светилки помеѓу другите. Тие луѓе ги препознал Адем по тоа што тие дале посебна присега, посебно обеќање кај Аллах те бареке ве теаля. Зашто посебно обеќање? Посебно обеќање за нивното пратеништво и за нивното веровесништво. Значи, за кого се работи? Се работи за Божите пратеници, кои што имале посебна светлина околу нив, кои што дале посебно ветување. За тоа дека тие дале посебно ветување, за тоа сведочат и Аллаховите зборови во сура Ахзаб 7 ајет, каде што вика: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَكُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا بِهِمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Вика Аллах те бареке ве теаля во сура Ахзаб: и кога ние од нив, од пратениците, зедовме присега, и тоа од тебе, се однесува на Мухамед салаллаху алейхи салем, од Нух, и од Нух, и од Ибрахим, тој е Абрахам или Аврам, тој е Ибрахим алейхи салам, од Муса, од Муса, односно од Мојсие, од Иса, од Исус ибну Мерјем, син од Мерјемин, син од на Марија, и وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, и ние од нив зедовме јака присега. Ние од нив зедовме јака присега, јако ветување дека тие во потполност ќе ги пренесуваат Аллаховите зборови, во потполност ќе ги извршуваат нивните задачи и во потполност ќе ја достават нивната порака, нивниот месаж, односно ќе ја достават верата до сите луѓе. Така, со тоа, значи, ја завршуваме оваа целина, околу која што, значи, се запознавме со некои хадиси кои што зборуваат за стварањето на Адема алейхи селам. Има уште неколку хадиси, тоа се предаи од Мухамед салаллаху алейхи селам, кои што кажуваат за однесувањето од времето на Мухамед салаллаху алейхи селам пред него и нарочито по него и до судниот ден, особено по Мухамед салаллаху алейхи селам и до судниот ден, а тоа се хадиси за тоа што всушност трпи Иблисот, што всушност трпи шејтанот, сатаната, нели, од верниците. Како трпи? Во буквална, значи, смисла на зборот трпи. Рекол Мухамед салаллаху алейхи ва салем во веродостојна предаја дека шејтанот, сатаната, Луцифер, ѓаволот, кога гледа еден верник како му се поклонува, паѓа на сеџде на Аллах те бареке ве теаля, тој плаче. И вика: овој ниту на Аллах азza ва џел го видел, ниту бил во џеннетот, ниту на Адем алейхи селам го видел, ниту мелеците ги видел. Наредено му е да прави сеџде. Прави сеџде. Јас бев во џеннетот, бев со мелеците, ми беше наредено да направам сеџде, ја не направив сеџде. И овие ќе одат во џеннет, а ја ќе одам во џехеннем. Овие сите ќе бидат во рајот, јас ќе бидам во пекол. Значи, Иблисот, шејтанот, лаанетуллахи алейх, плаче кога ги гледа луѓето како на Аллах те бареке ве теаля му се подчинуваат, како на Аллах те бареке ве теаля му паѓаат на руку и на сеџде, како му се поклонуваат, нели, како му се поклонуваат на Севишниот Створител, на Аллах те бареке ве теаля. Го молиме на Аллах те бареке ве теаля да ни овозможи да бидеме прави верници, кои што го узвишуваат името Аллахово, кои што, нели, му чинат ибадет, го обожаваат на Аллах азza ва џел онака како што тој заслужува. Го молиме на Аллах азza ва џел да ни дае беричет и хајр од сите овие дерсови што ги слушаме и од овие хадиси и ајети што ги учиме. Го молиме на Аллах те бареке ве теаля да ни ги опрости сите гревови и да не здружи сите заедно во џеннет, иншааллах. Ва ахиру давана ан алхамдулиллахи раббил алемин.